Очекувана беше пораката за уставните измени од шефот на Европскиот совет Антонио Кошта, оценуваат дел од експертите по неговата посета на Скопје. Марко Трошановски од Институтот за демократија вели дека тоа што Кошта го повтори истиот став на Унијата и во оваа прилика го потврдува фактот дека внесувањето на бугарите во уставот е обврзувачки чекор, а единствена опција за заштита од нови барања и блокади. Тој гледа во внатрешни гаранции. Она што треба и за сега е факт дека уставните измени мора да се случат, за топката да се префрли на другата страна, политичкото расположение во Унијата да се префрли на страната на Бугарија, која што го злоупотребува процесот, односно притисокот нивни да се префрли врз Бугарија. Она што ние, како што сум кажал повеќе пати, мораме и треба да го направиме, е да развиеме механизам за вратнешни гаранции, кои што нема да дозволат злоупотреба на внесувањето на бугарите во уставот од страна недобронамерни политички елити тука и во Бугарија. Кошта на пресконференцијата со премиерот Мицкоски беше дециден дека нема промена во ставот за усвојување на уставните измени како преземена обврска уште пред 4 години за евентуални гаранции од Унијата, без да даде директен одговор. Рече дека може да се размислува дури после исполнување на договореното. Усвојувањето на договорените уставни измени останува единствениот начин за формално започнување на пристапните преговори. Како што кажав пред една година, како што кажав уште тогаш, она што е договорено. И навистина мора да испорачаме и да го испорачаме она што е договорено и ништо повеќе од тоа. Сега фокусот е на предстојниот самит за Западен Балкан во Тиват, каде што се очекува да се отвори и дебатата за предлогот на канцеларот Мерц. Трошановски е песимист дека оттаму може да произлезат некакви позитивни сигнали за земјава, бидејќи во Унијата има разногласие за етапната интеграција. Не верувам дека ќе има едногласно решение или некаква декларација која што ќе произлезе од како заеднички глас или барање од сите западни држави на Западен Балкан, ниту пак како едногласен став од страна на Европската Унија. Мислам дека може да се очекува некаква по-конкретизирана рамка во која што ќе се разговара околу тие модалитети, дали влез во слободен пазар, па набљудувачка членство во институциите на Европската Унија и слично, меѓутоа нешто по-конкретно од тоа не верувам дека ќе се случи. Инаку токму Кошта ќе биде копредседавач на самитот, кој ќе се одржи во петок на 5 јуни во Црна Гора. Претходно освен во Скопје, беше и во Сараево и Тирана, а ќе има средби со лидерите од Приштина и Белград.